Владата бара начин како да го наполни буџетот за од септември да може да го исплати ветеното покачување за администрацијата. Покачувањето на даноците и воведувањето на нови за економистите е нелогичен потек. Критикуваат дека во момент кога почнавме да се движиме кон едноцифрена зона на инфлација, наместо да ја стабилизираме ситуацијата и да се подготвиме за новата зима, сега се удира по грбот на граѓаните. Ние уште не излезени од таа криза, на таа инфлација која имаме и која ги погодува граѓаните. Ние покачуваме даноци во кај електрична енергија и кај огревот, особено кај пелетите, кои што битно ќе влијаат и во стандардот на граѓаните. Во септември ќе имате покачување на плати во јавна администрација. И сега пари за тоа немате, нели јавни пари барате, јавниот долг сакате да го покачите, но нема средства, нели парите се многу скапи на пазарот. Граѓанската обврница направи толку колку што направи. Од стартот на пандемијата се носеа мерки без широка дебата и дискусија само за да се купи социјален мир на кратко и повторно се случува истото со така наречената даночна реформа. Данокот на добивка беше очекувано дека ќе се случи, но се случи предоцна, смета Бауш, а додека пак даноците за огрев и за електрична енергија прерано. Парите кои ќе се соберат со ребаланс на буџетот ќе се наменат за плати. Нели ако видите во етапи од почетокот на оваа година па се до денеска, вие секојдневно имате штрајкови, секојдневно имате некои незадоволства, секојдневно имате некои нови барања и така натаму, како да не се направи некоја рамка на кој што ќе се знае што е попуштливо, што не е попуштливо и што треба да се направи, што не треба да се направи. Значи и сега згора на тоа се носи прво законот за даноците. ВМРО ДПМН нема да го поддржи законот за солидарност, ДДВ и добивка во собрание. Овие закони не се наменети за оние кои се нелојални и нема да придонесат за борба со сивата економија, вели председателот на опозицијската ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Тие закони кои што планира владата на ДУИ поддржан од СДСМ да ги протне шверцерски повторно со злоупотреба на европско знаме во рамките на парламентот, се практично закони кои што имаат за цел тие кои што и денеска се лојални граѓани и кои што денеска се ги исполнуваат врските кон државата, дополнително да ги натовари со дополнителни давачки. Августовските сметки за електрична енергија ќе бидат со 8% повисок данок, а се зголемува данокот за пелети од 5 на 18%. Покрај поскапата струја и пелети, владата ќе го поскапи и ДДВ-то кај одредени производи од 5 на 10%. Не наведоа на кои, но немало да биде за храна која не се смета за основен прехранбен производ. Надолна корекција на ДДВ ќе има за менструалните производи и за дигиталните учебници.